По повод затварањето на 62-то Генерално собрание и председавањето на амбасадорот Срџан Керин во седиштето на Обединетите нации во Њујорк се одржа свеченост. Генералниот секретар Бан Ки Мун му даде признание на Керин за работата во изминатата година, истакнувајќи дека ги надминал сите очекувања. Помогнал да се создаде импулс за климатските промени пред клучните разговори на таа тема во Бали, каде вели Мун бил постигнат напредок што претходно се чинеше за невозможен. На церемонијата одржа рецитал прославениот македонски пианист Симон Трпчевски, изведувајќи дела на Брамс, Рахманинов, но и од домашните автори Глишич, Шуплевски. Со концертот во Обединетите нации, маестро Трпчевски ја започна новата концертна сезона. За 10 дена заминува за Бирмингем, Велика Британија, каде има настап со тамошниот оркестар. Следат концерти во Швајцарија, Шкотска, Белгија. Се разбира дека ваквата специјална природа имаше и дополнителна мотивација и инспирација за мене и како што и сами видовте, реакцијата беше навистина одлична и како што и се обратив кон присутните, се надевам дека и овој блок на македонска музика ќе биде мотивација на сите оние што не ја посетиле Република Македонија да повелат и да видат од каде ние доаѓаме, колкава историја имаме, какви луѓе сме, каква држава сме и така натаму. Македонија годинава продолжува со интензивна промоција на културните вредности и традиции во странство, најави министерот за култура Елизавета Канчевска-Милевска во изјавата за Гласот на Америка. Во средината на ноември ќе имаме денови на македонската култура во Вашингтон. Интензивно сме по подготовки на тие денови на културата. Ќе бидат опфатени повеќе сегменти од културата, повеќе области од културата, значи ќе има изложби, концерти, презентација на македонски филмови. Со бравурозната изведба на маестро Симон Трпчевски официјално беше затворено македонското председавање со 62-то Генерално собрание на Обединетите нации. Следен председава со 63-то Генерално собрание е Никарагва. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Њујорк.